Почитувани гледачи, наш гостин на програмата на ТВ каналот ТВ се познатиот и признат македонски писател за деца, еден од најпознатите, во секој случај, мојот добар пријател Киро Донев. Господине Донев, добар ден и добре дојдовте во нашава емисија. Како се чувствувате? Кај вас секогаш добро. Секогаш добро, така е. Имаме повод за овој разговор, а поводот го држам во рака, тоа е книгата Видое Подгорец, незавршена приказна. Значи, автор сте вие на оваа книга. За оваа книга зборувавме веднаш откако излезе од печат, меѓутоа конечно оваа книга, конечно оваа книга ќе доживее своја промоција. Промоцијата ќе се случи на 7 овој месец во Националната установа Центар за култура Антон Панов со почеток во 19 часот и 30 минути, а во рамките на една прекрасна манифестација која се вика Средба под јаворите, чиј идеен творец сте токму вие. Ајде малку за книгата. Зошто имавте потреба да ја направите оваа книга? Како да... Оти предпоставувам беше ваша душевна потреба, така ли? Ѓорѓе, како да ви кажам, тоа е еден мој, како да ви кажам, еден сега кога излезе веќе еден пријатен товар што го носев, можеби веднаш од после смртта на Видое Подгорец, и на некој начин сакав Видое Подгорец кој мислам дека се уште не е добро истражен. Ни од критиката, ни од како да ти кажам, не се изјаснила критиката за него точно како што треба за неговото творештво и покрај тоа што за него повеќе се знае надвор од Македонија, отколку тука, бидејќи е преведуван на 20 на јазици. Неговото бело циганче го пропатува светот. Имаше и снимено и филм за тоа. Ми се чини дека идејата, односно намерата ми беше на некој начин да застанам во одбрана на меморијата, колективната меморија, заради Видое Подгорец, човек кој е, јас го споредувам со еден наш, со Балзак, македонски Балзак, кој за толку краток работен век успеа да напише и да објави 108 дела. 108 дела, речици од сите жанрови, а може би уште 20 не останаа, ете така, на табачени, како што викаше тој во ракопис, кој треба тек да го видат овај денот, белиот ден, што се вика пред младите читатели, па и оние возрастните кои сакат навистина убавата литература. Тоа беше еден повод. Вториот повод беше Видое Подгорец, јас си го сметам за мој духовен татко, бидејќи тој во времето кога јас се уште ги правев првите чекори од преминување од детството во младоста, тој ме прифати како да сум дел од неговата фамилија. Тој имаше две сестри и еден брат, кој учеа учителска школа, кој беше исто, нали, беше и како татко, како што викаш, бидејќи во тоа време он им помогна многу. Он прво ги советуваше, ќе зборим и за тоа, ги советуваше да се запише во учителска школа, бидејќи он пред тоа заврши учителската школа и стана најмладиот. Станува збор за учителската школа во Штип, така? Во Штип, да. Јас се викам наша Штипска Сорбона, која што јас ја завршив. И Видое беше првиот и најмлад учител во свое време, на 15 години, стана учител. Разликата меѓу мене и него не е многу голема. 8 години. 8 години е. Меѓутоа, љубовта, односно тоа другарување наше почна уште, јас додека бев ученик во моето родно село Моноспитово, а виновни се за тоа татко ми, мајка. Мосмо татко ми повеќе заради тоа што се ме караше. Он беше голем службеник беше тука во Струмица и ме караше, бајле, ајде задоц ти води во школото колешкото даскалче, така колешкото, не колешкото, колешкото даскалче, вика, ја го претрча покрај нашата порта, треба да иде во Босилово. Да дека колешно, дека е Босилово, вика, он останало од Сабајле, още од темно, вика, дојде тука пешки иде, а ти още спиеш, вика. А мама ќе каже, не бе, Ванчо, јас школата имам 10 чекори, вика, ќе стигне, вика. Не е работа дали ќе стигне. Важно, гледај го, треба да биде вреден, да тоа дете е, вика, едно од нашите од него ќе видите што ќе биде. И јас така ми всади некоја љубов. Името ми беше, ама тогаш не беше Подгорец, Видој беше, Видој, знаеш. Немаше уште име, еве колешко, Видојчо, вика, Видојчо го викаме. И јас читав многу книги
татко ми носеше, имаш некоја книга за Крали Марко, па некоја првата што ми ја донесе беше 1001 ноќ на српски. И мама вика, деве, вика, донеси нешто нашо, вика това, нели, вика, и това дете пишувало, вика, од колешно. Донеси нешто од него, вика, тој Видојчо, вика, да чита. И вика, ако најдам, ако излезе, вика, ќе донесам. Така. И така, после он првата книга ми ја донесе во тоа време, јас уште како ученик во основна школа. Така таа беше нашата прва средба. Не мисля прва средба. Моја мислење за него не го има видено, јас го видел, ќе претрчи преку портата. Да, но првата средба беше во учителската школа, така? Да, вака во живо што се вика, јас пишувам и во книгата, ама прво го запознав преку Прости ми Канаринке, неговата книга што иле раскази, и една песна која излезе во Титов пионер во тоа време, јас како ученик во 5-то оделение, се викаше Смелиот скијач. Добро, тоа е ваша песна. Таа е негова песна. Негова песна. Смелиот скијач и учителот. Така дојдовте во контакт со неговото творество, добро? Неформален. И вика професор по македонски Атанас Младеновски, деца, еве има една песна, вика Смелиот скијач од Видоја, вика Петров, тој е, вика, мој колега, вика, тој е, вика, сега е, вика, веќе учител во оноа, и вика, се знаеме со него, сака ли некој од вас да биде, вика, поет да биде. И вие? И јас дигам рака, знаеш, вака. И викам, јас го знам него, знаеш. Така. Ама прво ми беше, ти нема да им веруват овие мои. Како го знаеш, вика, кога си го видел ти, колко си кај он, кај си ти. Па викам, татко ми вика дека минува преку нашата порта, од колешно оде, викам, децата да ги учи во Силово. И викам, колешкото даскалче, татко ми го вика, знаете. И јас, викам, јас го знам, знаеш. Не го знаеш, вика, като го знаеш, треба да го видиш, вика, тогава ќе го познаваш. И така беше тоа. Добро. Првата средба беше на учителската школа, нели, во Штип, случајна беше таа средба, нели? И како потоа се одвиваше вашата соработка, вашето пријателствување? Како станавте пријатели? Да, јас во книга, јас упишувам таа една хронологија, дека јас и пред да идам во учителска школа, додека бев јас учител, да, тамо го запознав прв пат, имаше, нашата школа, Гоце Делчев се викаше учителската школа, и имаше патронен празник. Јас бев одговорен уредник за разгласната станица, тогаш имаше, нели, во сите училни. Значи, колеги сме биле? Па да, колеги, па гледа за тоа, да. Само не сум бил јас како тебе, ти си не надминат, ти си шумен. И бев одговорен, одреден преку тај средношколски комитет, нели, да ја водам разгласната станица, имав и малку така разбит, член на литературна дружина и со еден воспитувач бевме заедно. И еден ден доаѓа овој, вика, Дучко Киро, вика, прочити го ова сообщението, го даде директорот, вика, по повод патрониот празник. И од там читам, вика, директор дава наредба да се известуваат сите ученици дека по часовите во салата, спортската сала, ќе се одржи литературна средба, во која ќе ни гостуваат познати писатели од Скопје и наши роднокрајни од Штипски ренџо тоа, и Михо Танасовски, Стојан Тарапоза, и кога кажа Видој Подгорец, мене очите 4. Викам, сега ќе го видам. И вика Кирчо брат, а имаше он брат Киро, како мене исто, викам Кирчо, да се видам со мене. Донесе тетрадката, тој што пишува, вика, оди трчи дома, вика му интернатот, оди земја, вика, со батките запознавам, знаеш. И кога заврши читањето, и Видоја, сите тие гостите ги викна Добровски, директорот, отидува, вика, јас да се идам со брат ми, вика, ќе дојдем јас. Јас тука со Кирчо стоам, и кога ме виде мене, вика, бата, ова е, вика, наша Семка Моспичанче, вика, това, вика, шарка нешто како тебе, вика, пишува и он по нешто. Од Дексевите, од Моспитова. Как се викаш, Киро, Доне? Шо пиш, дај, вика, тата тетрадка, тука ли пиш, вика. Вика, бата, вика, Кирчо, пошта да ме фали. Абе, кога чита тука, на него најмногу мрако плячкат, вика, знаеш. И дај, вика, да видам шо пише, почна он. И јас имам некоја песна, една поема, имаше, се викаше Мачорот Тошо, знаеш, и вика. Видоја, чита, и почна да смеја. Абе, вика, како нема да мрако плячкат, вика, гледај, цел декар песна напишал, вика. Тај неговиот Мачор Тошо, вика, повеќе глувци и фатил, вика, повеќе од сите наши подгорски мачки. Вика, убава песната, вика, добра е.
Ама вика, много голема сега направил. Па вика, Така и не дойде. можех да застанам. Викам, толкова било. Добро това, ама вика, добро, убаво, продължиш да пишуваш, така. И от тогаш се запознаме, това беше првата средба. И добро. А потоа се развиваше како? Значи и во Скопје соработувавте, така? Во Скопје, да. Така? Не, он беше веќе работеше во Скопје, работеше во наш свет. Така. И шо ме прашуваше, шо ќе, вика, после завршувањето, шо викам, ќе видиме, не знам, шо ќе учиш, как ќе учиш. Викам, ќе бидам учител. Тогава не школува, и така. треба да го вратиш тоа 4 години, мора да бидеш учител, па така, после да школува. Ако не ќе видиме, вика сега. Може треба да студираш, викам, не знам как ќе биде да студираш. Ако ќе се видиме, вика, знаеш. Јас ќе доаѓам туку до селото, вика, до Гаврил, ќе се гледаме, малку ќе доаѓаш, ќе се видиме. И така почнаме. И јас, имаше, вика, дај некоја песна да ти објавиме во Колибрија. Имаше некоја песна објавена. Вика, ми имам една од Титов пионер објавена. Па добре бе, колега ми вика, почна да. И така некој се спријателивме. И така почна нашето пријателство. После јас и тоа траеше се он доаѓаше кога доаѓаше у Штип. Так. Известно време беше после и просветен советник бил, учител бил и така натаму. И ме зема мене, јас кога се запишав веќе учителски завршив, една година татко ми бејќи се разболе почина и јас морав да останам една година да бидам, нели, тука да бидам учител во селото. И тој ми дојде тука и дури на час ми дојде еден час, ми го донесе наш свет првиот број. Браво. Кажуваше, еве деца, вика, ако сакате да го примате, вика, јас таму работам во наш свет, вика, еве го првиот број, тоа беше 64-та година, 63-та година, после земјотресот. Вика, тој вестник е малку тажен сега заради земјотресот, вика, јас имам тука материјал објавено за што се случуваше, Симон Дракул има, Стојан Тарапоза и другите. Еве, вика, ако сакате да го взимате, вика, преку вашиот учител, вика, ќе го добивате. И така, знаеш, и он после ми рече, вика, слушайте, јас тебе не те оставам овде. Ама викам, јас не знам, сега викам, как ќе одам јас, викам, са татко ми почина, јас викам, кој, викам, знаеш, кој ќе ме финансира? Кој ќе ме финансира? Ти да не се секираш, вика, ама викам, нема да ме пушите од Струмица, таа е моја работа. Така. И сега он шо правил, како правил, и мене само една година и ми дозволија да одам да студирам во Скопје. Така. И се запишав вика, книжевно се запишав. Така. И додека почнав да работам како студент, почнав во студентски збор, почнав да објавувам, почнаа мои творби да излегуваат. Ова Струмица, тоа предпријатието што работеше татко ми, Гроз се викаше. Таа некој директор беше Чонев, мислам, тука е Киро, Гунчев, тие оние бе. И ми става стипендија една година, знаеш. Таман видов дека објавувам ова студентски збор. Објавав некои работи и некои од селото, шо вика, шо му дават стипендија, гледа и работи, пишува веќе. 2 години. А мене ми кажа да правам договор, не направи договор, ми ја укинаа таа. И виде, не виде. Вика, слушай, има една шанса, вика, сега Симон Дракул, вика, ќе оде на друго работно место. Симон Дракул беше главен уредник, видове подуред беше и Миле Марковски, двајцата. Ако сакаш, вика, а тога мене па ми нудија од телевизија малце, видов дека од студентски збор, водев таму неколку рубрики, хумористично пишував и така натаму. И требаше или од телевизија, не, вика, ти ако сакаш ќе дојдеш кај мене, вика, вика и соработник, кај мене, ќе дам детската соработка. И ме прифати уште тогаш, почна да ме, и ме, како помал брат, така. Почна дали јас со него да работам, би даде соработката да правам со децата, со Миле Марковски беше тука заедно, они на терен, јас таму, знаеш, како писар. И повеќе ме караше отколку, така да ти кажам, многу ме се грижеше како се грижеше за неговите сестри две, Елица и ова другата. И не е важно. Да. Добро. И Даринка, и брат му Киро, и така и за мене. Ме прифатија, знаеш. И почна тоа наше другарување. И траеше се до неговата смрт. Така. Добро, значи ако продолжиме да разговараме и ако продолжите да раскажувате спомени од вашето пријателствување, значи малку ке една емисија, значи ке не фати утре наутро и пак нема да бидете доискажани, значи бидејќи
Тука се во оваа книга се е кажено, хронолошки се е направено и тоа беше еден мој долг на некој начин да му се одолжам вака. Така. Зошто книгата се вика Видое Подгорец незавршена приказна, ако се е кажано? Па, мислам, не, многу работима промолчени. Ама кажено, она, вака, нашето другарување, тоа кажено, некој многу му има премолчени работи, отеко кажав, ќе се најдат многу луѓе погодени и многу луѓе на кои, например, многу им помогнал, им дувнал, даде ветер во грб, точно како на мене, кога им требаше, а после беа на такви места, кај што може, мене што не ми помогна да кога конкурирав преку Министерството, тие беа некои комисии, да излезе оваа книга уште преди 20 години, барем и кога отиде во пензија да му завртаа телефон да питат како си, што си, значи ми такви мигови. Не завршена приказна заради тоа што мислам дека Видое многу проучувачи неговото дело, тука можат да најдат многу работи, но кои можат да продолжат и да ги истражуваат. Јас што сум ги загатнал, они да можат да го видат тоа. И Видое беше светски човек, патуваше ни цел свет. Сите тие манифестации, кај што ме носеше Змаеви детски игри, Струички вечер на поезијата, Куриче за време на Југославија, некои други манифестации, културни, литературни манифестации на Југославија, не е завршено. Втората причина беше што кога ја напишав книгата, првата верзија ја фрлив заради тоа што тоа е пишував, првата верзија беше во многу веднаш после смртта и јас бев многу огорчен за многу работи што му се случува и на личен план и на општествен план. А едно време и јас малце не се чувствував добро и се плашев, викам дали ќе ја завршам таа прига. Тоа ми беше еден пријатен товар, викам баре таа книга да ја завршам, што сака не се случува со мене. И еве. Значи и излезе книгата и сега ќе биде она главната промоција, меѓутоа останува тоа дека не е завршена приказна. Тоа внатре има многу луѓе некои се искажуваат за него, меѓутоа оставам оние што ја продолжија манифестацијата, таа млада генерација, он често ми викаше Кирчо, ние сме должни да пишуваме, седни пишува и не гледај тоа дали вика еден ден ќе биде бел свет, вика важно да група ќе дојдат попаметни од тебе и од мене, тоа ќе знаат да го ценат и го продолжат. Јас тоа многу пати го повторувам. И навистина дојдоа млади луѓе што ја продолжија таа манифестација и се утре тие ќе бидат главните носители. Ана Рингачева, професорката Сузе, Ксенија Маказлиева и многу други, кои сакам да го продолжат тоа споменот за него. Ние крстивме две училишта, едното во Колешино, другото тука. Меѓутоа, уште тоа мислам дека тоа не е ни таа книга не е ништо. Малку е тоа што го направивме за Видое. Видое е нашиот Балзак. Видое ја прослави не само Колешино, туку нашата Македонија ја прослави над од нашата татковина. И за тоа викам не завршена приказна. Но чинам, еве, овде се прават напори да се оживува неговото име и дело, но чинам дека во државата тоа не се прави така. Имам ли право? Значи, велам овде, во Струмица, Струмичко, во Колешино, овде. Се прави и манифестација, се издигнува неговото име на пиедестал, онака како што тој заслужува, но колку тој колку во Македонија тоа се прави, за други луѓе или за него? Не, за него. Па за него тоа не. Сакам да кажам. За него не. Тоа сакам да кажам. За него не. Например, еве сега за фактички за сите така од неговата генерација речи. Има манифестации, да речеме, во тие нивни родни места. Прв пат државата се финансираше минатата година. Нашата манифестација 18 години веќе. И книгата, таа книга не излезе со помош на Министерство за култура, како што излегуваат другите, туку излезе со помош со благодарение на разбирањето на Советот на општина Струмица и Коста Јанев, градоначалникот, и со помош од Никола Андонов од Колит, кој ја подржа прв по манифестацијата, кога ја зачнавме, првите 2-3 години, тој ја финансираше. Државата не најде национална вредност во Видое и во делото него. Тоа е трагедијата. А за 5 парични писатели, веќе 15 години, или само што одма дават пари. Не знам што е. Прв пат или пак ние не знаевме да направиме, да аплицираме, како што направија
сега Ана и другите што написали добар предлог, може не беше издржано тоа, меѓутоа јавно беше, ние деца анимиравме, работевме, правевме манифестации, ама не прв пат сега, лани го тоа се случи. Оваа година Јас се надевам дека таа манифестација веќе меѓународна манифестација. Ќе расте се повеќе и повеќе и дека затоа можеби повеќе треба да разговарате и со председателот на Гачева, со Сузана, со тие. Оти тие се веќе иако мора да се каже дека вие сте идејно отворец на таа манифестација. Јас сум многу среќен што тие сега преземат. Оти тие се, како да ви кажам, мислам дека на ниво на Македонија се најдобри организатори, заради тоа што секој пат имат издржна програма и знаат да работат. Одлично. Добро. Малку за творечното за деца. Колку денес поезијата за деца го има заслуженото место во државата, во литературата воопшто? Бика да ви кажам како сега, видите, имам надарни деца, млади таленти, нови, има. Пред неколку години се знаеа само на прсти се броја луѓе кои се познати, признати и заслужуваат внимание. Тоа се Горјан Петарски, Киро Донев и јас. Најмлад беше Горјан Петарски. Да, Стојан сега Тарапов за тоа Ксенија Сузан Максилев и така има. Меѓутоа, знаете што да ви кажам. Јас секој пат сум му кажал тоа. Има пишувачи и поети или писатели, стварно. Они мислат дека тоа да се пишува за деца е или па нема кој да ги прифати, да ги насочи како мене видоа што ме насочи, или како што беа дече Васил Куновски. Немаме ние Јорги Сет доаѓа тоа, до уредникот е многу битни тие со списанија, издавачки куќи, тие треба да информираат имињата, а веќе списанијата гледаш згаснаа. Сега одеме онлайн настава. Нашите списанија детска радост, кај што јас почнав и завршив како пензионер, нели? Излегува во 130.000 тираж. Сега некоја онлайн настава, знаеш, она, или как се вика, или тоа, не само настава, туку и ова електронски медиуми, како ги викате. Сега види, јас, друго е книгата да ја видиш, така? Друго е сега преку оваа децата да читат, да прават, не мислам на образование, туку за книгата да читат. Или што пишуваат сега преку тоа, нема кај да објавуваат, нема. Не финансира државата списанија. Многу малку книги излегуваат. Тие книги што излегуваат не се квалитетни. А за мене ова новиот начин на пишување, тоа фејсбуци, мејсбуци, тоа е, знаеш, Ѓорѓи, како за мене барем, ако не е книгата, тоа ме потсеќа да парафразирам како тие твоите текстови нема живот Ангелино или во црно вино утеха нема. За мене нема тоа. Јас можеби се од тие години. Може тие младите ќе бидат нели по водат. Ама гледам се намножија многу дали ќе ми некој лекар хирург ќе каже јас сум лекар хирург. Тај ќе каже јас сум економист, јас сум програмер, јас сум аптекар, јас сум тоа. Јас не можам да кажам дека сум ни лекар, ни аптекар, не може да кажам дека сум економист. Или оти тоа ми е професија. Денеска сите викат јас сум писател, мислам од тие што пишуваат. Јас сум вика писател, а нема го никаде. Ние член на друштвени писатели, а веќе па и не е многу голема чест да бидеш член на друштвени писатели, заради тоа што и тамо веќе тие систем на вреднување и критериум на примање и отпуштање, нели? И тамо не е тоа што треба да биде. Особено за деца. Деца треба, литературата за деца не е исто како за водеч, само малку потешко се создава и малку треба повеќе да се внимава. Добро. А се радувам на секое ново име, што ќе го прочитам убава песна. Нели? Сега, моја мистека е што не можам да му одговорам на тие. Они се допишуваат, се прават, ама кога ќе прочитам, купувам книги, се помалку се читам, мислам. Да привршуваме со разговорот. На што во моментов работи Киро Донев? Киро Донев работи моментално на нова книга, што, фала Богу, прв пат сега најдоа некоја, на место да најдете увидове национална вредност, најдоа у мене. Добро, сега, многу ми е драго што тоа дојде. Една книга, работам веќе 70 години, пак благодарение на него, по негова идеја. Од 70 година, кај што сум бил заедно со него низ тие манифестации, средба со писатели, сум собирал од кај нив, од тетрадката да ми напише секој или песна, или сеќавање, или било што, и со една фотографија, и од тие другарувања низ бивши условенските простори, е создадена таа книга, се вика Летопис на душата,
Таа ми е прифатена оваа година, Да, отлично. ми е прифатена и таа треба да излезе да Интересна, да биде книга и така, Ќе биде тоа интересна книга. Се, да. Се надувам дека повторно овде во студиото на Да, ТВ тук канал ќе биде, Виска да. ќе направиме една телевизиска промоција која ќе го види своето бело Се видело. надевам дека ќе биде. Останува да ви се заблагодарам за И да ги разговор поканиме гостите и да ги поканиме сите љубители на пишаниот збор да дојдат 7 јуни 19 часот и 30 минути Национално установа Центар за култура Антон Панов на промоцијата на книгата Видо е Подгорец, незавршена приказна од Киро Донев. Ви посакувам успешна промоција. Книгата ќе ја промовира доктор Ана Витанова Рингачова и се надам дека ќе биде тоа. доделени наградите во Кулешино ќе има Така. таму за децата Така. и тука ќе има една средба со библиотекарите. Одлично. Благодарам. И јас ви благодарам.